Пред 1 јули корпите за отпадоци во маркетите беа преполни со згужвани и фрлени фискални сметки. Сега во нив нема речиси ниту една сметка. Нив граѓаните ревностни ги собираат и ги скенираат. Имам преку 200-300 комада. А сега ќе идам да видам што ќе биде, колку ќе биде и така. Кој што зборот би требало да се врне, па да биде да има за сите понешто, да мислам дека е добра мерката, па ќе видиме, времето ќе покаже. Големиот интерес го потврдуваат и од управата за јавни приходи, каде постојано има фреквенција од луѓе дојдени за информација повеќе околу повратот на ДДВ. Има заинтересираност кај граѓаните, постојано доаѓаат во текот на целото работно време и во попладневните часови, бидејќи управата работи до 21:30. Потребната помош во делот на нејасноти, делот на регистрација, симнување на апликација, креирање на кориснички профили и така натаму, ја даваме соодветно и навремено. Неголемиот дел од граѓаните веќе ги симнаа ДДВ апликациите на своите мобилни телефони. Оние кои такви немаат, за поврат на ДДВ го користат специјалниот киоск за скенирање сметки. Системот е така направен да невозможи секаква злоупотреба на истиот. Нема ограничена бројка 5 сметки, 10 сметки, значи можат постојано да скенират, но битна информација за повторно ќе кажеме, беше кажано и претходно дека не смее да биде фискалната постара од 10 дени. Затоа што системот е така направен да ги препознава и доколку е веќе внесена претходно, некој друг има внесено сметката, системот ќе даде порака дека веќе е внесена сметката или веќе е постара од 10 дена. Повратот на ДДВ започна од 1 јули. За првите 5 дена биле скенирани сметки чија вредност на ДДВ што треба да им се врати на граѓаните во вредност од 120.000 евра. За период од 10 дена ова сума е дуплирана.